Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Анастасија Илиевска. Вие гледате За или Против, но вистина ми не достигаше вака да ве поздравам изминативе неколку недели. Меѓутоа, многу се радувам што повторно се враќаме на малите големи екрани. Секако на ваше барање, па ми е чест вечерва уште еднаш да ви посакам добре дојде на вашата омилена политичка емисија во овој термин. И уште подраго ми е што имаме на прекрасна гостинка со која што ќе зборуваме на многу значајни теми, секако во фокусот во пресред на Меѓународниот ден на жената ќе ни бидат жените и учеството на жените и во носењето на политички одлуки, меѓутоа и генерално во еманципацијата и значењето на жената во светот. Меѓутоа ќе се осврнеме секако и на оние значајни политички прашања кои што се актуелни деновиве. Велам добро вечер за Драгана Бојковска, пратеник во Собранието на Република Македонија. Добре дојде. Добро вечер, Анастасија. Поздрав до сите гледачи на Алфа телевизија. Многу ми е драго што ќе зборуваме за многу теми вечерва со тебе. Последен пат бевме на и во истава комуникација некаде пред половина година, можеби нешто повеќе, и зборувавме за тоа како ја гледаме Македонија во периодот кој што следува. Сега ќе прокоментираме што се случило нели во изминатиот период. Меѓутоа, најпрво сакала да се фокусираме на она што беше актуелно денеска. Имено во Собранието се одржа онаа свечена седница која што се одржува веќе неколку години во пресред на Меѓународниот ден на жената, нели по повод 8 март, кој што е посветена нели на родовата еднаквост. Меѓутоа на оваа седница не присуствуваа претеничките од СДСМ и коалицијата, и причината е она што следеше по изјавата на министерката за финансии Гордана Димитриевски, како што велат недоволната реакција од власта. И ова во пресред на 8 март, па и генерално кога станува збор за правата на жените, за заштитата на нивниот интегритет и она што значи жена, ќе беше одличен начин да се изборат за она што значи жена. Меѓутоа, навистина е проблематично кога е селективно. И зашто го велам ова? Ова го велам бидејќи не слушнавме вакво побунување и вакво бранење на останати претенички, како например претеничката Дафина Стојановска, кога тогашниот министер Бојан Маричик и намигнуваше и испраќаше бакнежи на собраниска говорница, чини ми тогаш беа претенички прашања, немаше ништо слично како оваа реакција. Немаше реакција ниту во случајот, ако се подсетиме на полицајката која што беше нападната од функционер на ДУИ, па беше приморана да ја преиначи изјавата дека не била нападната и вербално и физички од функционер на ДУИ, туку дека ја нападнал пајакот. Немаше никаква реакција дури ни кога денеска не подсети на пресконференција претеничката Жаклина Пешевска, која што пак добиваше погрдни зборови дека е терорист, дека е убиец. Вчера во вечерното шоу со Драган Милосавлевич можевме да ја слушнеме Иванка Василевска, која што добивала низа закани напади и повторно никој не застана во нивна одбрана. И ова се низа на настани каде што жените беа и навредувани и понижувани, беше рушен нивниот интегритет. Јас сум секогаш да застанеме на страната на жените, но тоа да не биде селективно. Така е, Анастасија, уште многу низа еве и додека зборуваме и многу низа на случувања од тогашната СДС, кои што директно упатуваа на навредувачки, на понижувачки тон кон пратеничките од ВМРО ДПМН, но и генерално бевме сведоци на, за жал, немили настани. Ценам дека не смееме да си дозволиме такви појави и треба ревносно да влеземе во таа борба, бидејќи верувајте дека се почнува од горе па се слева надолу кон општеството. Значи тоа однесување ценам дека понатаму почнува да се одразува и на самото општество кое што се стремиме нели да го нагласиме оној смирен том и пред се да се почитуваме едни кон други. Дозволете ми на почеток еве и на самата емисија да го честитам еве и оваа прилика да ја искористам да го честитам Меѓународниот ден на жената, кој што за мене представува еден суштински ден во однос на она кое што е символ како 8 марта, тоа е борбата за рамноправноста на жените насекаде во општеството, нема да кажам само во политиката, бидејќи пред се мислам дека треба една значителен акцент да се стави и на рамноправната положба на жените во самото општество, бидејќи и те како се значајна додадена вредност за самата држава, би
рекла. Од аспект на жените во политикава многу жалам за случувањата кои што ги набројавте, бидејќи представуваат еден негативен одраз за самата држава. Тука ќе ја споменам и за мене најгрозоморно можеби беше како најгрозоморен впечаток беше и однесувањето, а не ја споменавме и пратеничката Бети Стаменковска Трајковска, каде што тогашниот премиер Димитар Ковачевски брутално и директно ја навреди со најпогрдни зборови пред очи на македонската јавност и оттаму не наидовме на извинување од негова страна, а уште повеќе пак да се потсетиме што кажа тогаш поранешниот премиер, кажа дека во ќе парафразирам дека кажа дека мојата жена е барем убава ли така? Ја нарече со најпогрдни зборови, конкретно грда ја нарече, бидејќи не ми е пријатно воопшто ни да зборувам воопшто, иако некој друг ги кажал истите тие зборови, непријатно е за мене од аспект како дури како жена да ги зборувам овие работи за некој што нешто некој друг го направил, и не само што не идовме на извинување од тогашниот премиер, а е лице на тогашниот прв човек на државата, туку и тогаш клубот на пратенички, односно тогашната пратеничка која што го водеше клубот на пратенички, излезе на пресконференција и остро го одбрани тогашниот премиер од самиот овој чин. Немаше значи реакција од страна на клубот на пратенички, од страна на жените вклучени во политиката, во одбрана на нивната колешка, туку брутално бранење на се она што е негативна појава. За денеска еве убаво што ја спомнавте и свечената седница, денеска да ги слушаме истите тие пратенички од сегашна нели опозиција, кои што за жал морам да кажам дека ја злоупотребуваат улогата на клубот на пратенички и го искористија, би рекла, клубот за една ефтина политичка манипулација која што за жал не се одразува добро, бидејќи клубот на пратенички пред се представува едно надпартиско тело, каде што е пример и репер за еден консензус помеѓу различните политички партии, кои што во минатото бележи едни позитивни примери за тоа како може жените обединети да застанат со консензус кога се работи особено за интересот и за правата на жените и за подобрување на положбата на жените во Македонија. Жалам што денес на пресконференција истите тие, конкретно ја водеше пратеничката Јованка Тренчевска пресконференцијата со најбрутални зборови, ја го искористи клубот и направи една ефтина политичка манипулација. За подсетување, само кога беше министерката Јована Тренчевска министар за труд и социјална политика, јас конкретно и Алфа телевизија правеше низа на прилози за жртви на семејно насилство. Првпат во историјата на Македонија жени излегоа пред камера и кажаа ни што поминуваат како битка со институциите. Со месеци, со недели баравме одговор од министерката. За на крај, кога ги слушнаа сите тие обвинувања, жените кои што собраа храброст да кажат ни што поминувале, министерката буквално кажа дека од каде сега, парафразирам, да им веруваме, можат да кажат од кај знаеме дека ја кажуваат вистината. Ова само говори за повторната ревиктимизација, зборам во случај жртвите на семејно насилство, меѓутоа е ревиктимизацијата и незаштитата на сите останати жени кога станува збор за ваквите случаи кои што ги напоменавме, каде што селективно се бранат одредени жени, а не и други. Повторно ќе повторам, за мене застапувањето на жените секогаш треба да биде и секогаш треба еднакво да се третираат без разлика во која политичка партија припаѓаат, која вера, нација и што и да е, едноставно жената како жена треба да се заштити. И ова ме носи на следното прашање: ако селективните реакции ги слушаме во вакви случаеви, како што е примеров сега, колку тоа дава на граѓаните кои што ги слушаат овие ваквата селективно бранење и селективно осудување на одредени жени, да се зголемува говорот на омраза кој што жените го трпат на социјалните медиуми. Бидејќи сериозен говор на омраза имаме на социјалните медиуми, особено на пишаните, каде што буквално жени се распарчени во коментари само поради тоа што се жени. Бидејќи ги гледаме примерите како селективно се, можеме да кажеме, ајде да кажеме дали добиваат на оправдување таквите коментари или сила, ако може да се каже, поради тоа што гледат како и политичкиот врв, одреден политичките партии,
како селективно бранат одредени жени. Тоа значи дека селективни мене и вас беве или било која друга жена би била одбранета. Па не треба да се потценува пред се интелигенцијата на македонските граѓани, бидејќи се сеќаваат и свежи им се овие сеќавања кои што ги наброевте и низа на други сеќавања. Меѓу најнемилите ми беше однесувањето на тогашната министерка Тренчевска кон пензионерите. Ако се сеќавате, за мене е недозволиво и нечовечки пред се да се однесува некој така кон одредена група на граѓани, а не па првиот човек кој што треба да застане во поддршка на истите луѓе. Многу важна тема за дискусија која се работи од овој аспект на положбата на жените, а тоа е говорот на омраза, колку може да има влијание врз самата вклученост на жените во општеството, па и би рекла во политиката. Морам да напоменам дека може тука и ќе се согласиме дека особено изразена е тонот на говор на омраза и на вредувачките коментари, особено на социјалните мрежи. И тоа е нешто кое што треба очигледно посериозно да го прифатиме како предизвик и кое што треба да го превенираме и да направиме определени чекори. Јас би ги повикала институциите малку посериозно да се позанимаваат со ова прашање, бидејќи верувам дека и тоа однесување на социјалните мрежи допридонесува одреден број на жени да се однесуваат да бидат исто така обесхрабрени во одреден дел, да се внесат што е можно повеќе во одредени сегменти во општеството каде што би можеле навистина многу да учествуваат. Јас мислам дека доколку би се вложил целиот капацитет на жените во државата, во економијата, во она кое што најмногу може да се изреализираат и да го остварат, дека нашата држава навистина ќе стане едно посериозно и поубаво место за живење, кога би се искористил овој потенцијал. Во овој аспект сакам да искоментирам дека пред се морам да нагласам дека ние жените сами меѓу себе мора да се почитуваме и да си дадеме буквално мотивација и инспирација една на друга, отколку да се омаловажуваме и навредуваме едни кон други. Не смее да биде тоа појава во македонското општество. Ајде да направиме држава во која што една на друга ќе си бидеме инспирација. Можам да кажам и од сопствен пример, мојот конкретен влог во политиката и моето вклучување во политиката потекнува од инспирација во жени во политика. Конкретно тука ќе споменам и професорката Гордана Силјановска-Давкова, која што тогаш ми беше професор на факултет и важеше за една од најинспиративните професори на универзитетот. Сега е председателка на државата, така што за мене беше поривот да се вложам уште поактивно во политиката кога професорката ја објави кандидатурата. ВМРО ДПМН е застана за нејзината кандидатура, даде поддршка, нешто кое што не е само декларативна заложба за жените во политиката, туку на вистина со чекори, со активно давање на поддршка во овој сегмент. Денеска имаме прва жена председателка на државата, која што не само заради тоа што е жена во политиката дава додадена вредност, туку целиот свој потенцијал и знаење го вложи во државата и мислам дека е одличен избор и прави голема разлика за тоа кој е начело на нашата држава. Преку секојдневните нејзини истапувања и делувања можеме да ја увидиме разликата кога некој со својот потенцијал и капацитет се вложува и можеме да направиме еден буквален позитивен пример за тоа како може всушност жените да бидат вклучени во најсериозните сегменти во државата. Јас мислам дека вклучувањето на жените во политиката треба да биде исто така еден важен сегмент, бидејќи кога во општеството се создава ситуација во која што гледаме повеќе жени кои што се decision maker или кажано, се охрабруваат и останатите гледаат дека тоа не е нешто невозможно, но пак ќе потенцирам, мораме да како еве ќе си земам за себе и задача да поработиме и многу поактивно на ова поле, да престане оној говор на омраза кој што е се поприсутен на социјалните мрежи, но и во јавноста. Институциите треба да се занимаваат со овие прашања, бидејќи не смееме да оставиме ниту една жена да биде нереализирана во одреден дел само поради потиснувањето од страна на определени фактори во општеството. Мене искрено ќе ви кажам, ме води еден мотив
гледајќи ги сите овие случувања кои што постојат не само во Македонија, секаде да се разбереме, не е тоа ситуација само кај нас, секаде во светот имаме вакви случувања во кои што се прават обиди да се потисне да се потисне жената, но мислам дека со една борба, со решителност не може да постои ниту една бариера која што ќе ни застане на патот и која што ќе не спречи во одредените цели. Внатрешно, доколку сме силни, доколку си даваме поддршка една на друга, овие проблеми ќе бидат речиси и занемарливи по однос на она која што ни е зацртано како цела. Тоа е за нас како жени во политиката е да создадеме едно подобро општество за секој еден во државата. Ми го одговори следното прашање кое што сакав да го поставам, а тоа е што ти беше инспирација за да се вклучиш во политиката. Кажа дека сте ја гледале актуелната претседателка Гордана Селеновска Давкова како еден пример и како една жена како мотив за сето тоа. Ти си најмладата пратеничка во собранието и ајде да одиме на темата зошто не само жените, туку зошто е важно и младите да бидат вклучени во политиката, во носењето на политички одлуки и зошто она што понекогаш, особено изминатиот период и некако додека растевме беше доста актуелно, тоа е дека младите не ги интересира политика и не треба да ги интересира политика. Напротив, јас сметам дека политички освестена младина може и тоа како да биде коректор на власти, да биде иницијатор на одредени промени во општеството. Зошто младите треба да се занимаваат со политика и која во суштини функцијата на овој клуб, односно за младински прашања токму во собранието и што е можеби оно што го направило како тој клуб како опиплива и реална добивка во општеството. И па најнапред ќе кажам дека младите треба да се занимаваат со политика и треба да ги интересира политиката заради тоа што политиката директно влијае на нивниот живот од сите сфери. Младите се активен чинител во општеството како и сите останати категории на граѓани, како сите останати таргет групи. И бидејќи се она што се случува во општеството, нели како добра политика која што го правиме или во одредени пропусти кои што се случуваат, директно влијаат на животот на младите. Тука сакам да скршам една бариера која што важи на тема младински политики, ајде да кажам. Значи, за мене младинска политика представува се она кое што се случува надвор. Значи, од аспект на образование, здравство, култура, инфраструктура, се ги интересира младите, бидејќи сме еднакво активни општествени чинетели. Затоа велам дека ако не се активни барем во политиката, треба да бидат заинтересирани да ги следат овие случувања или да бидат можеби активни во невладините организации кои што застапуваат одредени групи или одредени интереси кои што се поврзани заедно со нив или со нивните интереси во животот, бидејќи создавајќи едно такво општество во кое што младите се вклучени во политиката, верувам дека ќе создадеме и подобри решенија за самите млади. Ако не учествуваме, тогаш сметам дека некој друг дозволуваме да одлучува наместо нас, а секој пат кажувам дека не може никој подобро да одговори на барањата на младите, освен самите млади, ако директно нели се вклучат во оние политики кои што се делни или од извршната власт. Еве имаме еден позитивен пример во собранието, тоа е пратеничката група на ВМРО-ДПМН која што брои најголем број на млади пратеници, така што мислам дека една позитивна енергија, една свежина дополнително допридонесува да имаме еден и позитивен контекст. Како функционира младинскиот? Во која настапа сте организирани? Дали секој млад човек може да ви пристапи и тебе како пратеник? Апсолутно. Тоа е и одлика во една од најглавните одлики на клубот за младински прашања и политика, тоа е што бележиме една голема отвореност кон младинските организации, кон сите заинтересирани интересовни групи. Тоа е неформално тело во кое што учествуваат пратеници од различни политички партии кои што на крајот од денот ги носиме одлуките со консензус. Досега активностите покажуваат дека сме отворени, особено еве сега моменталната работа на клубот најактуелно можам да најавам дека се фокусираме на дигитализацијата во високото образование, која што за кратко време од сега ќе видите како вродува со плод. Дигитализацијата е една од суштинските елементи за младите, така што
фокус на клубот за младински прашања и политика ќе биде токму ова поле и верувам дека со резултати ќе допринесе за активно младите да ги почувствуваат и самите оние ефекти од клубот кој што ги носи. Кога сме кај младите, неизбежно е да ги отвориме прашањето и за студентите, односно за студентскиот стандард, бидејќи за жал студентите беа доста нивните права и сето оно што значи добар живот за студентите, без разлика дали станува збор за образованието, условите во студентските домови, начинот на кој што се реализираат и се остваруваат, беше сериозен проблем. Годинава буџетот за 2025 година предвидува 18% поголем буџет за разлика од претходно, што да некаде би е и голема поддршка за она што значи младински политики и подобрување на животниот стандард на студентите, но сепак остануваат отворени уште проблематични прашања. Како ќе се подобри животот на студентите, бидејќи секоја држава и секоја иднината на една држава е во студентите, во оние кои што утре заутре ќе бидат и на работни позиции, кои што ќе водат државата, кои што ќе прават одредени промени во општеството. Јас би кажала дека никој пат не е доволно кога се вложи во аспект на студентите и студентскиот стандард. Никој пат не треба да застанеме и да кажеме доволно е дотука, одлично си ја завршивме работата. Напротив, духот на младите и на студентите токму да бараат нели повеќе и повеќе. Како никогаш досега имаме суштинска комуникација стварена со студентските представници. Тоа не го велам само јас, тоа го кажуваат и представниците на студентските организации. Како што кажавте, буџетот за 2025 година е на рекордно највисоко ниво по однос на зголемување на средствата не само за студентски стандард, и за ученички стандард и во сите оние ставки кои што се однесуваат за подобрување на младинскиот животен стандард. Зголемен е студентскиот стандард. Тука морам да напоменам дека особено интересно нели за младите е тоа што во буџетот за 2025 година ставивме и повеќе средства за субвенциониран студентски оброк, мерка која што се покажа како позитивна за студентите, како една позитивна одлика за подобрување на животниот стандард на студентите, така што ќе имаме зголемување во оваа ставка. Моментално траат дискусиите дали ќе се прошири опфатот на користењето на субвенциониран студентски оброк од страна на одредена група на студенти или ќе се зголеми самата сума. Морам да напоменам дека исто така најавивме и електронски уреди за сите студенти кои што ќе треба да бидат достапни за секој еден студент во Македонија. Наставните програми исто така се менуваат се со цел да бидеме поблиску до ЕУ стандардите и до нашите врсници од Европската унија. Платите се зголемуваат, мислам дека исто така еден важен сегмент за студентите кои што треба да истапат што е можно побрзо на пазарот на трудот. Ваучери исто така напоменав дигитализацијата како важен елемент, отварање на иновацијски хабови, се она која што значи подобрување на младинскиот животен стандард, на студентскиот стандард и пред се ќе ставам акцент на комуникација со студентите, бидејќи мислам дека само заеднички со консензус можеме да допринесеме за подобро и поквалитетно општество. Ќе помогне ли ова во иселувањето на студентите, бидејќи и студентите се иселуваат, младите се иселуваат, па дури заминуваат надвор не само по подобро образование, туку и подобар животен стандард, меѓутоа ова е проблем што ги соочува и цели семејства заминуваат. Како ќе ги задржиме не само младите, туку и целите семејства тука во Македонија, бидејќи младите утре заутре треба да направат семејство ако сакаат така да се реализираат и да останат тука во Македонија. Ќе успееме ли тоа да го направиме? Иселувањето представува може еден од најгорливите проблеми на секоја држава. Нема нешто полошо за една држава од иселувањето на младите. Иселување секогаш имало, особено во регионот, не е тоа само одлика во Македонија, но ќе направиме се што е во наша моќ да го спречиме истото или да го намалиме истото. Спремни сме да работиме многу, како што кажав, особено во образованието, бидејќи младите покажуваат дека треба да се вложува во квалитетно образование, кое што ќе им допринесе понатаму да можат да остварат што е можно поконкурентна работа. Од аспект на образованието веќе е јасно дека конкретно министерката Весна Јовневска навистина ревносно се обидува да направи реформи кои што ќе значат поквалитетно образование и во основното, и во средното, и во високото образование. Понатаму од аспект
аспект на работа, изнаоѓање на работа на младите. Тука ги делам секој пат на три главни области кои што се клучни за да го спречиме или да го намалиме иселувањето на младите. Тоа се образованието, пронаоѓањето на работа и исто така обезбедувањето на дом за младите. Од аспект на наоѓање нели на работа на младите даваме активна поддршка за отварање на што е можно повеќе и поконкурентни работни места со поконкурентна работа, со поконкурентна плата за да ги задржиме младите тука во Македонија и секако обезбедувањето на дом за младите која што веќе како влада ја најавивме како мерка дека ќе се врати купи дом за млади мерката во која што државата ќе ги потпомага младите во обезбедувањето на поевтини услови за обезбедувањето на сопствен дом. Од аспект на иселувањето на младите морам да кажам дека директно е погодена и економијата на државата, бидејќи ако ние сакаме да направиме поквалитетно општество во Македонија, треба да се фокусираме на економијата. Директно иселувањето на младите значи иселувањето на работната сила, која што пак е двигател од повеќе аспекти на државата. Апсолутно, бидејќи не заминуваат младите само поради подобро образование, понекогаш и самиот систем и она што се соочуваме во здравството, меѓутоа еве на оваа тема ни заминуваат и добри млади доктори. Треба и тоа влие, никако е процес кој што едно повлекува друго. Токму затоа сметам дека можеби фокусот на подобрување на животниот стандард, дека ќе позборуваме и за животниот стандард во вториот дел, треба да е клучен за да се одржат и да се задржат младите тука и да веруваат во државата, во правниот систем, во тоа дека има одреден систем кој што прави ред и поредок во самата држава. Па еве и една конкретна информација за жал ќе истакнам, значи имаме намалување на младата популација од 5% во однос на пописот направен во 2022 година или од претходно кој што беше направен во 2002 година. За мене тоа е навистина погубно бидејќи показател дека младите се заминуваат. Мислам дека екзодусот на младите, посебно на оние млади мозоци, се случува токму поради најлошите политики кои што беа носени особено изминатите 7 години. Статистиките покажува дека најголемото иселување на младите се случува токму во 2021, 2022, 2023 година. Ги проверив убаво информациите, бидејќи навистина ми е тема која што е многу важна од повеќе аспекти, како што напоменав, особено и заради економијата. Како што кажав, ние не сме Скандинавија и не очекувам ние да станеме преку ноќ како некој од скандинавските држави, но преку активна работа, со многу волја и со многу труд ќе направиме се што е во наша моќ за младите да останат тука. Ќе направиме тука една кратка пауза, бидејќи ќе продолжиме во вториот дел со оние политички прашања. Оно што е доста актуелно и денеска како информација, тоа е дека Артан Груби и Бујар Османи биле тие кои што ќе договарале промените, односно внесувањето на бугарите во македонскиот устав, меѓутоа за останатите политички теми во вториот дел ќе направиме кратка пауза за реклами, па се враќаме назад во студиото. Се враќаме назад во студиото, продолжуваме со теми кои што ги засегнуваат сите граѓани, особено во делот на животниот стандард. Па ќе се навратам на она што значи подобар животен стандард и секако тука голем дел влијаат и платите, па и цените на производите, меѓутоа би сакала да се потсетам на нешто што го затекна ова влада, кога станува збор за буџетот и за тоа како државата располагаше и менаџираше со средствата, бидејќи кога министерката Гордана Димитриевска-Кожевска стана министер за финансии, оно што го затекна и се сеќавам седеше тука на твоето место, кога објаснуваше што затекнале од буџетот, дека буквално претходната власт испланирала само првите 6 месеци од годината, за останатиот дел буквално ништо не било останато и тоа е сериозен предизвик кога ќе дојде некој на власт за тоа што ќе прави сега. Тоа исто како едно семејство ќе ги потржи сите пари и лошо ќе ги испланира, па останатиот дел од месецот тешко поминува, што е реален проблем на македонските граѓани и особено се забележа и во периодот кој што може да имаше одредени флуктуација на цените, зголемување на цените, меѓутоа сега гледаме дека инспекторите се на терен, ги проверуваат оние маркети, продавници каде што имаме нефер начин на
на управување со цените и со и директно влијание на животниот стандард на граѓаните. Меѓутоа, хајде да позборуваме за оно што е актуелно деновиве, а тоа е темата за минималната плата. ССМ бара минималната плата да биде 500 евра, што супер одлично звучи вака на прва како идеја, меѓутоа колку е тоа остварливо во праксата и дали ние како држава, како цел систем можеме да си го дозволиме тоа и што е она реално што може да го направиме за да се подобри животот на граѓаните, особено кога станува збор за платите и до оние финансии со кои што располагаат граѓаните. Да, така, Анастасија, најнапред ќе ми дозволиш да искоментирам по однос на самиот буџет кој што го начекавме. Не само што го испланирале како за 6 месеци, го истрошиле за тие 6 месеци. Навистина очекувавме дека ќе биде лошо, но не очекувавме дека ќе биде толку лошо кога ја превземавме власта, но тоа еве се нека биде настрана, покажавме дека и со таков буџет можеме да се консолидираме, да направиме добар план и да го распределиме и да ја зајакнеме што се вика Македонија и да самата држава. Минималната плата е нешто кое што деновиве навистина актуелно, имено да ССМ заедно со СДСМ исто така и гледам координирано дека се тука СДСМ, ССМ и Левица подносно ова барање 500 евра минимална плата со субвенционирање на одредени придонеси, но нашиот став тука е многу јасен и постои еден економско-социјален совет на кој што се договараат овие работи и нашиот став е јасен дека доколку синдикатите заедно со репрезентативниот работодавач на економско-социјалниот совет се договорат за истото, ние тоа ќе го поддржиме. Доколку се базира истото на продуктивност, односно доколку се договорат дека работниците ќе може да испорачат продуктивноста која што работодавачите ја бараат и доколку работодавачите може да одговорат на истото по однос на исплаќање на истата плата, зборувам за исплаќање на истата плата со акцент, тогаш ние како влада тоа истото ќе го поддржиме. Зошто велам со акцент на исплаќање на платата, бидејќи ценам дека треба да се направи и тука една сериозна анализа за тоа дали се подготвени истата плата да ја исплатат компаративно со продуктивноста која што треба да значи репер за тоа како треба да се движи и самата економија и самата минимална плата, бидејќи не сакам и ценам дека не е добро да ја стимулираме дополнително сивата економија. Знаете дека во Македонија чест беше примерот во кој што се става и пари во плико и дополнително ја стимулира економијата и тоа се пари кои што се ставени во плико и потоа се враќани на работодавачите. Затоа ценам дека еден диалог помеѓу самите синдикати и работодавачите треба да го даде одговорот и ние доколку се договорат околу истото ќе дадеме нормално поддршка. По однос на се она кое што се случува како животен стандард, би рекла, во Македонија, треба исто така да ни биде исто така многу важен елемент и номиналниот раст на платата и реалниот раст на платата. Морам да напоменам еден факт, бидејќи некако СДСМ ја лепеше онаа теза дека СДСМ ги зголемува платите, но во исто време, истото тоа СДСМ не кажуваше колку кратно се зголемија и трошоците за живот. Така што треба во овој дел особено внимателно да водиме на фер политика спрема граѓаните, да кажуваме кога ја зголемуваме платата, дека треба исто така да внимаваме на трошоците на живот да не се зголемат неколку кратно. Еден податок истакнаме ви од вашиот медиум, а тоа е дека од 2021 до 2024 реалниот раст на просечната плата бил 14%, наспроти номиналниот раст на просечната плата во Македонија кој што бил 52%. Увидете ја тука само разликата и јазот кој што се создава. Едноставно тоа значи дека и покрај тоа што се зголемиле платите, се зголемиле и другите давачки, што реалниот раст на платите е многу Тоа значи дека ние сакаме да водиме политика во тоа по однос на тоа колку продукти ќе може да купи македонскиот граѓанин, а не само номинално и популистички да се зголемуваат платите и да заради некоја си популарност кај македонските граѓани да се направи истото, така што многу внимателно треба да се оди кон овој пристап и да се води една добра политика, не баре
граѓаните си го кажа својот глас и на самите избори, доколку биле задоволни од сето на кое што го правеше СДСМ од тие 7 години, немаше да биде толку поразителен резултатот на изборите, наспроти се она кое што го гледаме денеска, како ги гледам, многу ми е навистина зачудувачки дури и невкусно коментарите на особено и на колегите од опозицијата кои што укажуваат на преку пресизјави, преку дебати дека економијата ни тоне или не знам какви се не зборови кажа, а наспротив фактите кои што кажуваат дека ние годината ја завршивме всушност со 2,8% раст, нешто кое што ни Светска банка не го очекуваше, односно проектираше пониски проекции за Македонија за 2024 година. Еден поранешен вице-премиер за економски прашања исто така се сеќавам истапуваше во јавност и кажуваше како Македонија ќе заврши со 1,8% раст. Чинам, така што тука се гледа искрената намера за тоа кој колку и мисли добро на државата и кој колку е искрен по однос на овие прашања, по однос на стандардот на живот и стандардот на платите и минималната плата. Морам да напоменам дека формулата по која што се пресметува минималната плата согласно законот за минимална плата, токму во 2022 година ја договорија ССМ и ја потпиша СДС. Тогашно. Значи, за сега да гледаме некои си паушални барања од страна на овие субјекти, кои што ценам дека секое паушално зголемување, кое што не се базира на одредени аргументи и на одредена предвидливост, не носи на долг рок позитивен ефект врз граѓаните и врз економијата. Така што оваа формула за пресметување на минималната плата е договорена токму од оние кои што денес истапуваат и ги бараат овие паушални барања. Јас можам само да кажам дека не треба да се создава никако паника кај граѓаните или некаков впечаток дека ние ќе ја оставиме економијата така како што кажуваат и овие субјекти. Напротив, сите плати ќе растат. Со владата на ВМРО ДПМН сите плати ќе растат во сите сектори. Веќе е најавено зголемување и веќе се реализираат зголемувањата кај вработените во образованието, кај вработените во здравството, кај вработените во Министерството за внатрешни работи, во јавната администрација. Значи, ќе продолжиме со таа тенденција да остваруваме што е можно поквалитетен животен стандард за сите граѓани. Наспроти тоа и за скоро треба да биде покачувањето од 2.500 денари дополнително за пензионерите, со што ќе заокружиме 5.000 денари зголемување за секој пензионер. Така што одлика на оваа влада е токму таа тенденција да се креира политика во која што суштински ќе направиме подобар животен стандард, а не само политика на лепенки, бидејќи ценам дека една ваква паушална политика и мерки преку ноќ не носат добро за самата економија, која што е на крајот од денот суштинска за граѓаните и за тоа како животот на граѓаните ќе се одликува. Уште една тема која што е доста и останува секогаш актуелна е интеграцијата на Македонија во Европската Унија. Оно што денеска излезе како информација е дека токму Артан Груби и Бујар Османи биле гарантори дека Македонија ќе ги внесе бугарите во Уставот. И од оние информации кои што доаѓаат од Министерството, од изворите од Министерството за надворешни работи, се дека дури европските челници биле изненадени од овие гаранции кои што им ги давале, бидејќи и од начинот на кој што лесно беше прифатен францускиот предлог, бидејќи видовме дека и реалноста дека тешко истите биле испорачани. Ова остава сериозен белег врз самата интеграција на Македонија во Европската Унија, бидејќи било договарано нешто што не може да биде така лесно испорачано. И ова ја ставува Македонија во уште понеповолна ситуација која станува збор за нејзината меѓународна положба. Но на што го гледаме од друга страна е новиот ветер во македонската дипломатија, оние контакти кои што се прават, тие ако може да кажеме дипломатската офанзива која што ја прави премиерот и министрите, но навистина е она што може да се каже во информација која што денеска излезе беше, како да кажеме, може и да се каже дека се сомневавме дека ова се случувало, а сега веќе го имаме и таа потврда.
Па не се согласувам дека не се сомневавме, многу беше јасно и тогаш Анастасија. Мислам дека се сомневавме некако, како да кажам, особено што Бујар Османи беше министер за надворешни работи, особено и Артан Груби кој што сега е бегалец, значи многу жално, како да ви кажам, значи очигледно било распродавањето на македонските национални интереси. Токму од онаа партија која што денеска е комплетно дефакторизирана и ги гледаме изјавите на Бујар Османи и Деновиве, тоа е една уплашена група на криминалци кои што знаат дека не е како до сега и затоа се и поднос на тоа и реакциите на Бујар Османи особено ќе напоменам. Многу жално за самата држава, бидејќи сега по превземањето на ВМРО ДПМН откако ја превземавме власта како ВМРО ДПМН, се соочивме со огромен товар и со огромен предизвик кој што го направија токму овие заедно со СДСМ, бидејќи знаете дека СДСМ беше во коалиција со ДУИ, ги остави за ден повеќе на власт тие да ни ја водат државата. Знаете дека впечатокот беше дека ДУИ ни ја води државата, а не СДСМ, и затоа мислам дека не постои политичка партија која што толку многу лесно си ги распродавала своите македонски национални интереси. Наспроти тоа, ние сега имаме огромен предизвик активно да работиме на тоа да ја подобриме сликата за Македонија и самите кажавте, јас тоа го зборував и на некои мои претходни гостувања кај што укажував дека дури и останатите земји членки од Европската унија биле изненадени за тоа како толку лесно се согласувале на определени услови кои што значат буквално незаинтересираност за македонските национални интереси. Устата тогаш им беше преполна со Европска унија, па се нарекува и Европски фронт, а всушност ништо друго не се случуваше освен крадење во име на Европската унија. И европски вредности, да не ги забораваме дека и европските вредности многу беа акцентирани, за жал од европски вредности немаше ништо. Извештаите од Европската комисија најубаво ни укажуваат на тоа во каква состојба ја донесовме. Вие се сеќавате дека ние добивме најлош извештај од Европската комисија кој што укажуваше на огромен акцент на корупција во државата. Значи, што понатаму да зборуваме? Затоа велам, во таква ситуација наставија за сега да си го браниме сопствениот идентитет и сопствените македонски национални интереси. Јас верувам дека оваа влада на ВМРО ДПМН предводена од премиерот Христијан Мицкоски со оваа дипломатија која што ја води, со воспоставување на еден културен дипломатски диалог во Европската унија, но и надворот од неа, со прикажување на состојбата таква каква што е и со прикажување на вистината за Македонија, дека ќе направиме една промена и дека вистината за Македонија ќе се дознае. Верувам дека со воспоставување на овој културен дипломатски диалог ќе го постигнеме она за кое што целиме, а тоа е да бидеме полноправна членка на Европската унија. Зборувам полноправна како што се исто така и останатите земји членки од Европската унија, рамноправно со исполнување на Копенхагенските критериуми. За мене не постои порелевантен фактор за станување на земја членка во Европската унија освен исполнувањето на Копенхагенските критериуми, кои што се критериум за приближување на животот на граѓаните до европскиот стандард. Значи, активно работиме на тоа и тоа се гледа и на терен, бидејќи многу сме сериозно вложени во исполнувањето на така наречената домашна задача, која што треба да се ја исполниме, а тоа е подобрување на животниот стандард. Тоа се гледа и со рекордниот број на странски директни инвестиции во Македонија, кои што завршивме во 2024 година со 1 милијарда 250 милиони евра. Само четвртиот квартал, нели времето кога и ВМРО ДПМН ја предводи власта, ја завршуваме со 400 милиони евра и 2025 година цениме дека ќе биде со уште поголем интензитет, се за да очигледно е дека се препознава таа нота во Македонија во која што треба да се вложи од аспект на се она кое што значи подобар животен стандард и исполнување на Копенхагенски критериуми, и затоа го напоменувам истото.
со завршување на домашната задача, со исполнување на сите цели кои што значат копенхагенски критериуми, со покажување на вистината, ама ревносно за покажување на вистината, мислам дека ќе постигнеме одреден резултат кој што ќе вроди со она која што ни е стратешка цел на нас како држава, а тоа е членството во Европската унија. Кога сме веќе на темата, уште кратко да заокружиме, бидејќи она што беше исто така што доаѓаше од мала речица како сигнал е и како порака е дека ако во пресредни се локалните избори, дека ако заедно со локалните нема ни предвремени парламентарни избори, дека нема да има ни локални избори. И ова само што нели почнав и како и владата, меѓутоа и претеничкиот состав, меѓутоа како да ги гледаме овие закани, еве тоа нека биде за крај. Дали реално може да ги бойкотираат локалните избори или тоа е само последен крик или последен крик за спас, ако може така да се каже? Па еве, уште 7 месеци имаме до локалните избори, уште 3 месеци од распишувањето на изборите чинам. На изборите ќе биде јасно дека веќе не зависи ништо од ДУИ, бидејќи тука многу јасно дека тотално се дефакторизирани и дека таа група која што ја гледаме во јавноста, која што истапува секојдневно во јавноста, се група, токму како што кажав, на исплашени криминалци. Јасно им е дури и на нив дека не е како до сега. Значи, тоа беше и нашето ветување, дека ДУИ ќе биде дефакторизиран, бидејќи ценам дека пред се треба таму да се направи една промена од врвот па надолу во таа партија. Ветивме дека нема да биде како до сега и нема да биде како до сега, како што се работело нели во претходното владење на ДУИ со СДС, но така што ќе оставиме на времето, ќе видиме дали ќе се случат некои такви промени како што најавуваат овие челници од ДУИ. Драгана, драго ми е за вечерасното гостување. Што имавме можност да опфатиме и темите по повод Меѓународниот ден на жената, меѓутоа и оние прашања кои што се доста актуелни периодов. Ти благодарам уште за учеството во За или против. Ви благодарам и вам. Почитувани, тоа беше вечерашното издание на За или против. Остануваме на истата фреквенција во истото време и од понеделник. А јас сега сакам да ви посакам убав остаток од денот, убав викенд пред вас и секако, драги дами, среќен 8 март.